Почитувани, добро вечер. Во отвореното студио вечерва со мене Ацо Кабранов и мојот колега Боријан Јовановски. Во интерес на времето, веднаш да го представам и гостинот. Во наредниве 20 на минути во отвореното студио на Еден ТВ гостин е староновиот лидер на Либерално-демократската партија Горан Милевски. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер од мене. За поканата, добро вечер на двајцата. Еве реков староновиот лидер, бидејќи викендов имаше изборно собрание на кое што повторно бевте реизбран и затоа велам староновиот лидер. Оттаму најавивте така малку, да не речам војна, ама им пративте ладен пораки ветер кон СДС. Кон поголемиот брат Социјалдемократскиот сојуз. Така, направивме во неделата конгрес, 7ми конгрес. Да. Беше изборен со повеќе кандидати. Делегатите ми ја дадоа повторно довербата, тоа беше голема една Имавте доверба. против кандидат? 294 чинам со 37, значи некаде 300 наспрема 30. Разликата беше убедлива. Сега и одговорноста е многу поголема за состојбите, така да цел овој период работевме, така некои луѓе викат зошто молчевте. Работевме и се уште ќе работиме да се заврши овој процес на интегрирање на Македонија, да се решат сите нерешени прашања и да се деблокира влезот на Македонија во НАТО и ЕУ. Меѓутоа, после тој процес, сите ние треба да се соочиме со реалните проблеми на граѓаните. Тоа е животниот стандард, загадениот воздух, здравството, образованието и врз основа на тоа треба да ги соочиме нашите платформи. Либералната визија наспрема социјалдемократската. Тоа сакам да речем, и демокристијанска. либералната визија од вашата програма нешто од и до сега нема баш. Не така. видовме нешто. Така, приоритет ние ги нашите партиски интереси ги ставивме во втор план. Во Не втор сакавме план. да таласаме. Добро. Битни беа националните и државните интереси, прочем така партијата од основањето се однесувала до денес, не сакав тој правец да го загрозам, особено во овие клучни моменти, меѓутоа сега треба да се слушни малце либералниот глас во оваа држава и да видиме колку се тие луѓе и поддржувачи на тој Милевски, либерален глас. пораката дека нема да гласате за амнестијата е првата и тоа го направивте впрочем вчера вие лично, другите двајца пратеници не, нели? Лично вие само не гласавте лично за јас, амнестијата. затоа што партијата нема органи се уште, пошто конгресот беше пред 2 дена и одлучив да не биде тоа колективна одлука, да биде моја одлука како председател, а дали ќе даде поддршка и другите членови. Реакциите кои што се во јавноста и реакциите во партијата даваат несебична поддршка за тој чекор, затоа што не можеме да дозволиме до вчера да шетаме на шарена револуција, да се буниме против амнестијата на Ѓорги Иванов, а денес така глатко да се изгласаме закон кој што го прави исто она што го направил Ѓорги Иванов и за кој што сме бунеле, треба да имаме исти стандарди. Да ве прашам, особено не да го амнестираме Крсто Муковски. да ве прашам, како ако немаше амнестија, како ќе се доеше до 80 пратеници со оглед на тоа што велите дека ви е многу важна евроатлантската агенда? Слушавте пратениците кои што осумте пратеници кои што се изјаснија за овие од ВМРО. Од ВМРО за поддршка на уставните измени, тие кажаа дека пред се ги клаваат интересите на Македонија. И дека ова го прават за Македонија. Вие сте убедени дека е така? И сега излезе дека ако дека немаше не била... амнестија, они ќе гласаа за... Сега не било Македонија во прашање, била личната слобода. Лошо е кога власта е уценета, особено од вакви луѓе. И мојот предлог и на почетокот беше, уште кога пред референдумот, моето залагање на тие лидерски средби, пред сите присутни, беше да не одиме на референдум, туку да одиме на избори, па граѓаните да одлучат преку изборите за овој процес. Се утврди дека мојата проценка била многу поточна или на Либерално-демократската партија, отколку губењето на време и одењето на тој референдум кој што се направи. Јас сум убеден дека коалицијата ќе имаше 80 пратеници и дека сега комотно ќе можеше И да без се справи. амнестија ќе имаше 80 пратеници? Па тогаш немаше потреба да има ваква амнестија, затоа што владеачкото мнозинство ќе имаше... Сакам да кажам, ако немаше амнестија, немаше имали 80 пратеници. Тоа да го мислеа кога ги носе овие одлуки, кога не послушаа за референдумот. Изборите ќе беа референдум. Сега како ќе садите вие криво насадено дрво, криво ќе порасни. Со уцени, значи што друго треба ние да голтаме за тие 8 пратеници. Со овој закон се офатени трите. Што правиме со другите 5 пратеници? Тие зашто гласа? За Македонија и тие или има нешто позади? Добра, тоа што дел од вашите пратеници од ЛДП гласа за амнестијата, дали ова не е најава прво за поделба во партијата или поделба во партијата или на извесен начин ваша најава за ваш
некаков развод со социјалдемократите. За развод, видете, во секој Рано брак е. има кавга, Да. меѓутоа му се дава шанса на процесот. Но качи кавга има. Очигледна е. Очигледна е Пораката расправијата, беше јавна. јавна, точно. Меѓутоа, Дека за кога развод е далеко и не кога ви беше размислуваме за најтешко тоа. бевме со вас, кога ја земавте власта, заборавивте на нас. Либерално-демократската партија е 11 години опозиција со СДСМ, единствена коалиционен партнер на СДСМ, кој издржал 11 години во опозиција и кој што не коалицирал со Никола Груевски. Друга партија во нивната коалиција од нашиот габарит нема. Тоа треба да се цени. Ние сметавме дека тоа ќе се цени, меѓутоа за жал се забораваат кога ви е најтешко кој бил до вас, меѓутоа кога ви е добро, вие него го потурнувате и му давате шанса на сите останати, кои што сега како пчелите одат на кај медот или мечката на кај медот, сите се придржуваат. Некои луѓе шлукале таму за Никола Груевски, некои луѓе го донеле Никола Значи Груевски не сте на власт. задоволни од поделбата на колачот? Не поделбата, оваа власт треба да малце спроведи дел од нашата програма и дел она што е заедничко во програмата, Добро, не кое што е разговарате ли? запоставено. Конкретно, Македонија е една изборна единица без цензус, кој што е проект кој што е внесен во програмата и кој што ние Немате за тоа разбирање од отворени листи за локалните избори за избор на советници. Ние сакаме од власта да промениме нешто, не да владееме исто Ама како на двете што големи владеел партии Никола не им Груевски. одговара Затоа тоа. што ако сакавме да владееме како Никола Груевски, ќе си бевме со него во коалиција, немаше 11 години опозиција. Кој е одговорот на вашето барање за Македонија како една изборна Треба единица? согласност од ВМРО ДПМН. Меѓутоа, согласност од ВМРО ДПМН не се бараше за промена на името. Значи тоа се направи без ВМРО ДПМН. Зошто баш сега за една Треба изборна 80 единица? двотретинско мнозинство за Не. тогаш? Тука е нашиот револт. Не, каков е одговорот од социјалдемократите на тоа Дали ваше не сме барање, ние како ваше спремни- ветување изборно? Дали сме ние спремни како коалиција да направиме промени во системот кој што му ги ветивме на граѓаните? Дали сме ние спремни да спроведиме либерални политики? Значи не можеме ние либерална политика кога зборуваме ова е програмски, но и кадровско, да спроведите либерална политика со министер без ресор во владата. Вие имате само министер без ресор. ресор. Што може тој да спроведи од либералните политики? Така да, или агенција за предприемништво, каде што буџетот е поголем за плата отколку за проекти. Дали ние можеме да спроведиме проекти во предприемништвото, да го подобриме Тоа значи бизнес дека лошо климата сте за мали преговарале бизнеси? кога сте формирала вината ваа. за тоа си ја преземам јас, меѓутоа ви кажував, бидејќи целта беше да имаме да се ослободи Македонија од Режимот. ова и од режимот, меѓутоа и ова блокирање на Македонија кон НАТО и кон ЕУ. Тој процес е завршен, сега од јануари ние ќе си ја спроведуваме. Ова се Вашата сега агенда. веќе не можеше да ги прекјутиме овие пред нова година, меѓутоа поинтензивно ќе разговараме. Забележав дека ми се чини во вашата изјава беше дека немаме дури ни градоначалник. Вие сакавте да бидете градоначалник на Битола? Анкетите во Битолу кажуваја јасно кој граѓаните го сакаа за градоначалник, Значи меѓутоа имавте амбиции да бидете. меѓутоа тие веќе беа тргнати настрана. ЛДП заслужи да има Разговарате градоначалник, дали со во Заев, со лидерот на социјалдемократскиот нема за слух тоа? ЛДП да има градоначалник ниту во селска општина, не са камоли во Битола. Меѓутоа Добро, резултатот претходно му од тоа дадоа на се да Жарновски земиме, подршка се гледа кога беа во ефектот опозиција. како работат градоначалниците денес. Значи мора да споделите вие одговорности со други луѓе да има квалитет. Еве им ги сите општини, па сега гледаме како се работи по општините низ Македонија. Генерално мора, ако сте партнер, да му дадете на партнерот и одредена до одврска и одговорност. Милевски, ова што Меѓутоа локалните се исчекор минато, не ваш се враќаме назад. или менување на курсот очигледно предизвика поделби во партијата. Ацо ние побаравме со Ацо изјава од Дикица Корубин, која најгласно таа беше и против кандидат се спротивстави и беше кандидат, па да ја И слушнеме. сега е веќе независен. Пратеник, така барем она. Да ја слушнеме нејзината изјава. Јас одлучив од понеделникот, 17 декември, всушност одлуката беше донесена претходниот ден,
на собранието на Либерално-демократската партија, да настапувам како независен пратеник од Либерално-демократската партија, меѓутоа се разбира во истата пратеничка група на СДСМ и коалицијата, и тоа е резултат на моето веќе подолго време несогласување со начинот на кој што се раководи со партијата од страна на поранешниот, а сега и сегашниот председател Горан Милевски и на раководството што е околу него. Бидејќи сметам дека за жал Либерално-демократската партија во моментот кога стана дел од власта го достигна своето најниско ниво во историјата во однос на внатрешното демократско управување со партијата, и тоа беше ситуација која за мене беше неиздржлива, бидејќи не може од една страна да бидеме ние формално и официјално во власта, значи носители на власта, и да се бориме за правна држава, односно да имплементираме правна држава, а во политичката партија да настапуваме спротивно. Така, значи овие несогласувања се практично некаде од моментот на изборите 2016 година, кога и јас бев еден од кандидатите на Либерално-демократската партија за пратеник, со тоа што сакам да напоменам дека изборите за пратеник, значи внатрешпартиските избори за избор на пратеник беа со тајно гласање, на кој бев избран јас и сегашните колеги мои двајца, Горан Милевски и Јулијана Николова. Меѓутоа од тогаш и краток период пред тоа, меѓутоа од тогаш се интензивира практично едно автократско, јас би го нарекла дури управување внатре во партијата, значи се повеќе се занемаруваа самите органи на партијата, тие се претворија во обична форма, одлуките се носеа на друга страна, во помали кругови на луѓе, сметам дека и самиот председател Горан Милевски буквално ја узурпираше позицијата на председател и почна да се покажуваат едни пракси кои одеа во спротивен правец од оние во кои одеше практично и требаше да оди државата. Значи ние се демократизиравме и излеговме од еден тежок период на претходната власт или на онаа заробена држава, што веќе не е само наша дефиниција, туку и дефиниција официјална на Европската унија. Меѓутоа за жал и периодот на практично на победување на целиот тој груевизам, јас би го нарекла, и не го врзувам само за еден човек, а за жал токму тој начин и метод на владење почна да се парадоксално да се применува токму во Либерално-демократската партија. И са она што велите што ја прели чашата. Јас и многу порано ќе излезе во јавност, меѓутоа државата беше во толку специфична и деликатна ситуација со сите настани, особено после периодот на потпишувањето на договорот со Грција, која е клучна одредница за еднината на државата, што сметав дека апсолутно ќе биде контрапродуктивно да оптеретувам јавноста и цела владина коалиција со проблеми кои се однесуваат внатре во Либерално-демократската партија. Инаку сакам само уште да додадам дека имам забелешки на начинот на кој беше организиран конгресот. Има низа неправилности, недоследности. Ова не беше редовен конгрес. Редовниот конгрес требаше да се случи на 1 февруари. За жал се избрза од за мене непознати причини, тоа повлече и други нерегуларности со себе. И сметав дека е тоа моментот кога морам да излезем и да истапам во јавност и да обзнанам практично што се случува внатре, како јас сметам, или мојата страна да ја кажам, внатре во Либерално-демократската партија и да продолжам како независен пратеник. Да, Милевски, слушнавте, ве обвинуваат за недемократско водење на партијата, за авторитарно водење на партијата во тесен круг од вашата довчерашна сопартика. Добро, ние малци се зазборавме, не слушнав се, но генерално добро ги знаете. Не замерваме на Никица, добро е што првпат излезе во јавноста и каже дека е независен пратеник, барем на ЛДП, бидејќи во изминатава година и нешто таа немаше изјаснато дека е ЛДП наговорница. Ја поддржуваме во сите нејзини активности, не е тоа спорно. Фракција прво дека ќе биде во ЛДП, а сега независен. Таа кажа и на конгрес, делегатите јасно си кажа. Мислам, некој незадоволство во партијата од мене тлееше, тоа е јасно. Меѓутоа тлеело затоа што односот на СДСМ код нас бил таков каков што е и виновник единствен, кој што им попуштил на СДСМ бил Горан Милевски, ако некој бил људ за нешто, бил људ за тоа. Така да
за недемократско, јас сум единствен председател кој што дозволил Централниот одбор да ги бира пратениците. Инаку таа немало никој пат да стани пратеничка. Била против Жерновски, сум ја ставил во органи, била против мене, сум ја ставил во извршен, затоа што неќам да сум опкружен од луѓе кои што мислат сите како мене, сакам да имаме различно мислење и гледате дека и тие луѓе му се дава шанса да бидат и пратеници. Добре, има демократија некоја партија има демократија, така да. За последно прашање едно соглед. Така да не би сакал ништо лошо за Што се плановите за председателските избори? Сега ќе мерите ли тука, ќе пробате ли нов обид да направите со некоја репозиционирање во однос на социјалдемократите или тука ќе одите сами? 2009 година ние сме излегле на тие председателски избори со господинот Нано Ружин, сме добили солидна бројка од 40.000 гласови. Време е секоја политичка партија постои за да оди самостојно на избори. Сакаме да се расчисти кој ќе биде кандидатот кај СДСМ искрено и со неколку кандидати од граѓанскиот сектор внатре од партија разговараме кој би бил можен наш кандидат за председателските избори. Значи барате кандидат? Разговараме со можни кандидати. Ако се исполнат сите услови она како што ги очекуваме, моја желба е да настапиме самостојно, таа одлука ќе ја донесиме некаде февруари. А што е ово што рековте? Првен чекаме кој ќе биде кандидатот на СДСМ. Па сега ако ви одговарат, премиерот тој кандидат да го поддржите. малце несериозно како Вучич во Србија да Ако ги поправат односите. Ако ги поправат односите. Не, тоа во прашање, едноставно нови избори сакаме и ние да си измерите силата. На што сте во гласачкото тело. Можеби ние вистина бараме повеќе од колку што заслужуваме, народот нека кажи, да ги соочиме и да му дадеме избор на народот. Доста се гласаше меѓу црно и бело. Време е малце да не само ние, нека се охрабрат и другите партии да настапат со своји кандидати, па народот да одлучи кој е подобра личност да води Македонија, бидејќи ние не сакаме да ни се повтори личност како Ѓорги Иванов. Тоа Македонија не го заслужува, 10 години седиме на дното, ни треба проевропска, пролиберална личност која што нема да ги дели граѓаните и која што нема да не кара со Запад. Господин Емилевски, ви благодариме што бевте гости во отвореното студио. Време е да го најавиме нашиот следен гостин, тоа е грчкиот европратеник од Сириза, близок инаку со премиерот Ципрас, кој неделава заедно со господинот Нано Ружин и Нобеловката од Тунис ги ја најавија кандидатурата за номинацијата за Нобелова награда за мир за премиерите Заев и Ципрас, за мотивите за ова номинација и како на тоа гледа европратеникот Стелиос Колуглу од разговорот кој ќе го видите со него. Гостин во ова издание на Отворено студио е Стелиос Колуглу, европратеник од Грција. Mr. Колуглу, welcome to our program. Thank you. Thank you for the invitation. First of all, what's the purpose of your mission in Skopje, in your state, Skopje? Well, first of all, I was coming often in Skopje. I like the place. I like the people. Now, this time, we're going to announce the candidature of Mr. Zaev and Mr. Tsipras for the Nobel Prize, Peace Nobel Prize for the year to come. Mrs. Basamaoui, she was the winner for the Peace Prize 2015. She's going to announce and I will be with her. Who is behind this initiative? All the people of the world, they want peace and stability in the Balkans. This is her own initiative, but I can assure you that all people in Europe, they see the Prespas Agreement as the best, as the only good news coming from the whole Europe now. I guess some of the main opposition leaders in both countries are going to have some comments on it, which are going to be maybe counterproductive for both Zaev and Tsipras. What do you expect out of this initiative? I'm expecting the Peace Nobel Prize, but about the leaders of the opposition and the nationalists, you know, they will be again in a very difficult position to explain. Again, why? Now they are already in a difficult position because both their parties in Europe, they are for the
agreement. They are enthusiastically support the agreement. This is the case for Mr. Zaev's Social Democrats, but also for the Conservatives, for the Popular Party, where New Democracy belongs. You know, now there will be again. They have to justify how it comes that everybody in Europe finds the agreement excellent, and they say your position and our position in Greece are saying that this is a bad agreement. And they are saying they are Europeans. If they are Europeans, how it comes that all Europe is for the agreement and they themselves are against? Do you think that this initiative is going to have also some support among your colleagues in European Parliament? Are you going to ask some of them? Oh yes, I have. No, this is. You know, I mean, I have spoken twice in the European Parliament about the agreement, and they have been applauded, but by all the democratic parties, including the Conservatives, including the Popular Party. Because they are all the agreement, they can only see, and the citizens here, as in Greece, they have to answer a very simple question. Why, if the two sides, the nationalists of two sides, says that there is a treason of the country, etc., how it comes that both sides, they're saying the same thing? I mean, the worst, the enemies of Fyrom or of Northern Macedonia, if you like, and I hope that will be the case, the enemies are the extreme right in Greece, and they are against the agreement. How you are going to justify this initiative to nominate Tsipras and Zaev for Nobel Prize? I mean, maybe, I mean, some would say what it's not very modest. No, nothing else is coming. I think the initiative is justified by itself, you know. There is nothing going on internationally as important as the Prespas Agreement and the efforts to be accepted in both parliaments and implemented. We have a typical case, you know. This is a model solving international disputes, one. The second is that these two leaders, Tsipras and Zaev, they are fighting against nationalism, against populism, against demagogues, you know, in this country. So, and they are fighting against the current, because there is we have to accept that a part of the population in both countries is against the agreement. So this is a typical model to have a peace Nobel Prize, you know. Yeah. Well, do you think that this initiative is going somehow to deepen the opposition party to join for example, or to accept the Prespa agreement in the foreseeable future, having in mind that Nea Demokratia is still very much against the Prespa. I don't know if what happened in your country, but in my country, they are so populist and demagogues, they're not going to change position. Despite, even if Tsipras and Zaev got 10 peace Nobel Prizes, they're going to be against, because they have only one thing in mind, the power. To win elections, to take the power and take advantage of the power, as they have done before, and that's why they bankrupted the country, and they want to bankrupt the country again, and they are using every available means for do that, including the national, as they say, national issues. Yeah. But however, jobs remains unfinished. Zaev barely has assured 80 votes in the Sobranie, and what about Tsipras? Because the next step is in Greece. What about Tsipras having in mind very complicated relations within a ruling coalition? Yeah. First of all,
I don't want to judge or interfere in your affairs about Mr. Zaev efforts. As far as my country is concerned, the Perspes Agreement will easily pass from the Parliament because we are having the majority of the votes for the agreement. There are other parties or independent deputies, they are in favor of the agreement because they see that this is the right thing to do. Yes, probably after the agreement, within the government, we'll have a problem with this right party, which has adopted nationalistic position of Mr. Kamenos' party. And they say, they have said different things. They say that finally they are going to withdraw themselves from the government. In this case, a new majority will be needed. But I think we will have this majority, or at least a vote of tolerance, to go up to the elections that are anyway scheduled for 2019. Now in the opposition and New Democracy wants the government to fall right now. And why? Because now, after the end of the memorandums and the departure of the Troika, we're taking some very positive measures for the people. We're not cutting pensions, we're increasing salaries, we're cutting taxes, you know, we're broadening the social security, etc., etc. And so, and they are much afraid that if those measures are implemented and fell in the pockets of the people, we will gonna win the election, the new elections. And that's why they want for the government to fall. And they are using the Macedonian issue for make the government fall. Greece, the government in Greece, Mr. Tsipras, is supporting obviously he signed the agreement. But what's the destiny of the agreement if Syriza is not able to win the new election, and having in mind the recent polls, the opposition, Nea Demokratia, is first on the, has much more support than Syriza. Yes, this has not to do with the Perspes Agreement. It's another story, and it has to do with the austerity policies this government was forced to apply in Greece during the last years. Of course, the Perspes Agreement has one part of the population against. But listen to me. Sometimes political leaders have to go against the current and to say the truth to the people, even if some people are against, if the opposition is against. What is good for the country is much more important than what is good for the party. Hypothetically, once Mitsotakis in office as a prime minister, what is going to be the destiny of the Prespa agreement? I mean, no, Mitsotakis prays to God every day that the agreement passes right now, because he will have, if the agreement is not ratified now, he will have to ratify it in the future, because he knows that this is the best agreement and he cannot go against the international community, European Union, the United States. Everybody, except Moscow, is in favor of this agreement. He cannot go against. So he prays, he's praying every night for the agreement to be ratified by this parliament, by the Greek parliament. The key issue is how to, I mean, that was one of the main reasons why Zaev and the government has accepted the agreement. It was to go further within the process of European integration. Having in mind the situation in Europe, difficult one, very complicated very complicated. Do you expect that Macedonia could start the negotiation for membership in the European Union in June next year? Yes, if the agreement is ratified by your government, by your parliament, and also by our parliament later,
yes, I think it's time to start negotiations because all the major players in Europe want the stability in the Western Balkans. And now we see that this is still a very turbulent area, with the Kosovars against Serbs and vice versa, the Albanians kind of playing the Albanian state, I mean, not the Albanians here, the playing, waiting to see what happens. So everybody now needs and wants for the negotiations to start. This will bring stability to your country, to the area, and we want all that. And I must assure you that as a Greek government, we are going to fully support your candidacy, provided that the Prespas agreement will be voted by your parliament and by our parliament. Mm-hmm. About the situation in Europe, what do you expect for the next year, having in mind that there are obvious increase of the far right parties in Europe? Yeah. How do you see Europe in 2019? Well, it's going bad. It's going bad. I don't want to disappoint your viewers and the people here. They want to join the European Union, but it's going bad. The different Gruevskis and Orbans are increasing their influence, and this has to do, of course, with the not with the immigration and the refugee question, but mainly with the economic policies are implemented during the last years in Europe, especially after the economic crisis in 2008-2009, because the policies of austerity, the neoliberal policies, are making the people disappointed, feeling insecure, angry against the political system, the establishment, and so they are voting for something very obvious. The very obvious is what Orban says, or the extreme right said, we have to blame the refugees for everybody. They are giving simple answers to difficult questions, and that's the main reason for the increase of the right. So we have to change economic and social policies in the European Union. And you see what happened in France with the yellow jackets. They are against the taxes. New taxes for the poor people, while the rich people are having less taxes. Mm-hmm. This is not social justice. And this makes the situation more and more difficult. We have to change, otherwise it's like Titanic, mm-hmm. The first class is dancing in the deck of the ship, but the ship is going towards the iceberg. But you have only 4 months before the European election. Yes. So not enough. Not enough time in order to repair many of the consequences from the mistakes. It's the last moment to change the ship to another direction. Yeah. Otherwise, the extreme right will rise, and we will have a problem in the European Parliament and in Europe as a whole. And there are voices there. When we are pushing for that, there are voices proposing an alternative, but I don't know. Mr. Stelios Kouloglou, thank you very much. You're welcome. Тоа беше разговорот со пратеникот Стелиос Кouloglou, европратеникот Стелиос Кouloglou, кој инаку вечерва заедно со поречниот амбасадор Нано Руџин и Нобеловката Буша Мауи го посетија премиерот Ципрас и му ја презентира идејата за номинација за Нобеловата награда за мир. Тоа е се во овој дел на отвореното студио. Сега ќе му се приклучам на Александар во вестите. Останете, се враќаме по кусата пауза за реклами. Останете со нас.